Благородната марка како и секогаш ги предводише италијанските новитети, овој пат со Multistrada V4. Ажурирањето на овој аматуристички моторцикл помина без да се изобличи оригиналната идеја за релаксирано возење што го обезбедува Gran Turismo агрегатот кој ги задржа своите 170 коњи. Поширокото седиште овозможува поголем простор меѓу возачот и совозачот, за чиј комфор ќе се грижи и полуактивното Skyhook ослонување. Доза освежување доби и Panigale V4S, чиј десмоседичи страдале мотор од 1103 кубни сантиметри усогласен со Euro 5 Plus прописите и спалува на асфалт од 216 конски сили. Ако пак се вградија Крапович издувен систем, задоволството ќе го обезбедат уште 12 коњи повеќе. Аеродинамиката е подобрена, отпорот на воздухот намален за 4%, а заштитата на возачот зголемена. Ревидирана е и ергономијата со која посебно може да се пофали новиот Street Fighter V2, кој напролет на пазарот ќе донесе нов V-Twin агрегат од 890 кубни сантиметри. Способен да испорача 120 конски сили, за разлика од досегашниот, нема дезмодромски развод за да се намалат трошоците за производство и одржување. Своето место ќе најде и Panigale V2, кој е целосно нов производ, иако има препознатлив изглед. Полесен е од претходникот и овозможува неверојатни возачки задоволства, контролирани од моќната електроника со 4 приспособливи режими на работа. Во чест на 10 годишнината од појавувањето, централното место на штандот на Ducati беше резервирано за скремблер. И да нема ништо ново на себе, овој моторцикл со својот нескротлив дух секогаш како магнет ќе ги привлекува емоциите на моторциклистите без разлика на нивните афинитети. Посебно се издвојува специјалната јубилејна Rizoma едиција, наменета за колекционерите. Префинетиот дизајн со хромирани детали и метал финиш се дополнува со двоцилиндричниот агрегат со нови капаци за спојката, алтернаторот и ремените, чиј издувен систем го остава целосно видлив за ентузијастите да може да му се восхитуваат.